тоа што мене ми се случи со прекомандата, успеа да заплаши добар дел од нашите вработени. Инаку предходно кога сум работела на предходното работно место и на ова сега, од секоја сум имала добри контакти со луѓето. И предходно не беа такви условите во министерство. Значи предходно мене лично не ме интересирало ни политика, ни не знам партија па воопшто. Не ме интересирала работата и тоа било. И како не ви интересира политика кога наоѓате порив за учество во така наречената шарена револуција, за овој граѓански активизам? Вие знаете дека тоа е јасен знак на незадоволство на граѓаните кон власта, кон владењето, кон тортурата што се прави врз одредени личности, процеси. Да, затоа што кај нас во министерство, ќе ви кажам, значи од 2002 година до сега 2016 година работите од година во година се полоши и полоши. Зошто денеска повторно? Затоа што е потребна поддршката, мислам, она што се случуваше во собрание, што имавме можност да го гледаме, дефинитивно е само во наша држава и општество може да се случува. Значи, обвинители, криминалци кои што сме ги слушале, кои што се од снимки, кои што се автентични, кои што ги признал некој дека се автентични, поставуваат прашања и шиканираат жена која што специјален јавен обвинител, која што при тоа ги врзаа рацете да не може да направи никакво обвинителство, да не може ни еден судски спор да се реши. И сега уште мислам жената е нападната од толку страни, од толку пратеници кои што имаат при тоа криминално, има сомнение дека имаат криминално досие. Јас не сум казната да речеме 10-15% за тоа што сум била учесник на шарена револуција, бев и пак ќе бидам денеска, пак имам протест. Туку наводно дека има потреба за мене во Кујна, во место кое што е 2 години претходно празно. Благодарение на тие сите политики кои што се водат погрешни и тоа што високи функционери од кај нас од министерството се занимаваат со подофицери кај лајкнале, како биле сликани, на кои протести отишле, чија страна држат, наместо се занимаваат со крупни работи. Ви сами знаете какви се состојбите во армијата. Изгубив тотално желба да работам повеќе и да носам униформа. Јас бев на граѓански протести во 6 значи тоа е после работно време. И сум, да речам, некако на суптилен начин санкционирана за тоа. Меѓутоа, од друга страна, вие имате војни лица кои што се на високи функции кај нас во министерство, кои што се по партиски митинзи, кои што се сликаат, кои што објавуваат на Facebook, кои што се горди со тоа. Имаме, например, исто службеничка кај нас, која што е на големо, на високо раководно место, која што била член на УМС. И тоа стои кај нејзин на профил, дека била член на УМС и она е горда со тоа дека е УМС. И не се санкционирани. Дали е ова модел во кој се враќа или продолжува практиката на заплашување на луѓето, кои се вработени, кои имаат некаква дистанција од било која партија, особено од владеечката? Да, значи ова е реваншизам и после мојата прекоманда, значи секој некој, тука е многу важно и многу е важна солидарност кај нас на било кое ниво, да имаше поголема солидарност, значи немаше да се земе толкав замав. Значи после мојата прекоманда луѓе добиваат прекоманди за буквално ситници. Буквално го кажал своето мислење или пишал нешто што не треба да го пише по социјалните мрежи или искоментирал негде нешто дека не е задоволен од системот и веднаш е прекомандиран. Во есенското издание на Топ тема почнува секој понеделник со презентација на судбини на луѓето што се околу нас. Минатиот понеделник бе во Црешово. Денеска, понеделник наутро, сум во аеродром. Мојот соговорник го видовте. Она што ме преокупира е зошто нашите обични луѓе, нашите граѓани се згмечени, загрижени, збунети од тоа што им се случува. Тоа е само наш придонес кон нивните судбини. Стартува шарената револуција откако актерите хедонистички одморија, ке имали правда и мир. Зошто власта атакува врз специјалната обвинителка? Како ВМРО-вските пратеници покажуваат слабост во пресметката? Сите против Јанева. Дали се смееме на кловнови или живееме во циркус? Пишуваат твитерџии. Таа страда поради својот граѓански активизам, осветништво и состојба на духот. Тоа што мене ми се случи со прекомандата, успеа да заплаши добар дел од нашите вработени. Добра вечер. Моите вечерашни гости
се Павле Богоевски, активист на Шарената револуција, Александар Пандов, активист на ГДОМ и екс-пратеник на ВМРО ДПМН во вториот мандат, и Рена Цветковиќ, исто така граѓански активист од коалицијата за заштита на маргиналните, на правата на маргиналните групи во Македонија. Утринава, како што забележате, снимив исповед на Јасмина Дурич, која говори за мобингот што го доживеала. Види, случајно или намерно, попладнево јавната обвинителка поради мобинг од пратениците го напушти соочувањето со владеечките пратеници од ВМРО ДПМН и коалицијата и соопшти дека тоа е мобинг врз неа. Почнувам од оваа ситуација. Дали е тоа страф на претениците од нејзината отчетност, од нејзините контранапади, или Јанева се уплаши од линчот кој и се подготвува во парламентот? Бидејќи искуство има во парламентот, а и како активист Пандов, прашањето е за него. Поверете, Пандов. Добро вечер, Чомовски, ти благодарам на поканата. Поздрав до гледачите. Директно да одговорам на прашањето, јас апсолутно не го доживувам она кое што е уставна и законска категорија, а тоа е да се поднесе извештај, поради тоа што тоа собрание ве избрало на одредена функција и во одреден временски законски период, како што е одлучено, а тоа е на 6 месеци специјалното јавно обвинителство да поднесува извештај во собранието, дека е мобинг. Вие сте сведок, сте учествувале во работата на собранието на голем број на седници, кога тие седници траеле по огромен број на часови, по 10, по 15 сати, една седница до раните утрински часови, и апсолутно ако пратениците имаат прашања, а имаат, затоа што поминато е година дена од работењето на СЈО, и да подсетам на првите 6 месеци госпоѓата Јанева не ги удостои пратениците со тоа да се појави во собранието и да одговори на прашањата кои што ги имаат да ги постават. Мислам дека е она должна да седи таму и да одговара на прашањата, и конкретно околу вториот дел од вашето прашање, јас мислам дека она си има исплашено од неможноста и незнаењето да одговори на голем број на прашања, кои што и тие пратеници, еве и јас како граѓанин, предпоставувам дека и секој еден од нас ги има да ги постави на госпоѓата Јанева, почнувајќи од докаде е случајот пуч и зашто се зашеметува сега јавноста после година дена. Се уште ние, иако имавме сведок кој што посведочи кој тоа и зашто прислушнувал, ние се уште немаме точен немаме ни судско решение, нити пак е влезена Катица Јанева во судот да го решава тој проблем. Има втор дел, персоналниот состав на тоа специјално јавно обвинителство, почнувајќи од одреден број на обвинители кои што имаат роднински, пријателски, партиски пред се блискост со социјалдемократскиот сојуз. Само да ви докажам. Добро, зошто тоа ви пречи, а не ви пречи, например, целата лавина на непотистички односи во актуелниот правосуден систем? Од судство до... Ако сакате за тоа, но пред се да одговорам за Катица Јанева, нели? Вториот дел е, персоналниот состав има, колку што дознавме, нели, ама тоа не е официјално од Катица Јанева, а тоа е дека голем број на луѓе кои што пак еве токму и во ова студио гостувале и доста гласно ја бранеле таа Катица Јанева и тоа специјално јавно обвинителство како правни експерти, како луѓе кои што се од правната област и реално се, дали се адвокати, професори, екс-професори, дознавме дека се на платен список кај тоа специјално јавно обвинителство, и нормално е да сакаме и да секој еден од нас да знае кои се тие луѓе кои што се платени од Катица Јанева и за колку пари го прават тоа. Овие што ја бранат власта и по еден или друг начин потоа стануваат дел од советнички тимови, тие не припаѓаат под исто равенство и мерито? За Катица Јанева се зборуваме. Не, јас сакам за да направиме паралелот и луѓето треба да знаат што се критериумите. Треба да посочиме, јас можам конкретно со имиња, нели? Гордан Калајџиев,
од првично од како он се видел како специјален и јавен обвинител, да ве потсетам дека имаше писание, имаше текст во кој што најостро, мислам дека никој од ВМРО или од тие новинари и експерти кои што ја критикуваат сега специјалната јавна обвинителка, толку жестоко не ја имаше искритикувано. Да не се претвори ова во билатерален спор. Меѓутоа, најмалку четворица универзитетски професори, нели, кои застапуваат становиште што е легитимно провладино, се на видни функции. Да не зборувам за најмалку четворица кои овде беа во трибините стана експоненти на власт. Но господине Шумовски, знаете во што е перверзноста во оваа ситуација? Кога вие браните некого и се не се декларираат тие кои доаѓаат во вашето студио или во било чиво студио, пред било која телевизија, тие не се декларираат дека се платени луѓе на специјалното јавно обвинителство. Тие се представуваат како правни експерти и луѓето ги перципираат како правни експерти. Сосема друга е перцепцијата кај секој еден граѓанин кога знае дека од неговиот данок тој човек е платен и нормално е да некој кој што зима пари од некоја институција, тие луѓе да навијачки настапуваат за таа. И има уште една само и завршувам околу првото прашање, а тоа е после година дена, господине Чомовски, ние првично беше дека се 25.000 граѓани прислушнувани, тоа председателот на СДСМ Зоран Заев го истакна, и дека биле олюбени од слушање опозицијата, проопозициони новинари, проопозициони експерти, интелектуалци, дипломати. Ние во оваа година дена слушнавме само единствен, односно два разговори од господинот Заев, едниот со своето дете, другиот со подпредседателката Шекеринска и ниту еден друг. Добро, и за да тоа не го потврди Катица Јанева дека такви разговори за Заев и за опозицијата не постојат. Дали денешното излагување на шерената револуција на граѓанските активисти како поддршка на Катица Јанева значи дека сте оценили дека незината позиција слабе во битката со власта, или мислите дека ви е потребен дополнителен стимул во незините барања за отстранување на пречките што формално и фактички стојат на патот за побрзо процесирање на одредени кривични дела? Второто, господин Чумовски. Значи, не мислиме дека позицијата на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева е ослабена во општеството, туку напротив, мислиме дека моменталните притисоци од сите страни, институционални и вонинституционални, се толку силни, за да шерената револуција едноставно не може да остави тоа да помине така без јасно и гласно изразување на поддршка. Кога сме кај притисоците, би сакал да споменам збор 2 и за мобингот. Вие рековте дека поднесување на извештај за уставно загарантирана категорија не може и не смее да се смета за мобинг. Се согласувам со делот каде што јавноста заслужува што е можно потранспарентно работење од страна на институциите на оваа држава. Меѓутоа, неизбежната компонента на мобингот како таков и дискриминацијата при работните односи е разликата во третманот. Значи, Катица Јанева, за да биде под мобинг, треба да има поинаков третман од тоа што го има некој друг во нејзина положба. Колку пати Зврлевски досега известувал пред собрание? Колку пати Сашо Мијалков се појавил пред комисија? Ке ви кажам јас, не еднашка. Значи, не можеме да зборуваме дека одеднаш малтретирање по 4 или 5 дена на многу дрзов и понижувачки начин нема поднесувано извештај. Не е точно. Нема известувано лично во собрание до сега. А последните неколку години според информациите кои што дел од експертската јавност ги објави деновите, нема воопшто ни поднесен извештај. На интернет страната на јавното обвинителство до прескоро не можеше за 2014 да се најдат податоци, а за 2015 се уште нема податоци. Значи тоа е факт и тука се прекршени два закони најмалку: Закон на заемните обвинителства и Законот за пристап до информација од јавен карактер, член 23-24. Првиот член 10. Марко Зврлевски, ако тоа го направи, ако вие тоа што го тврдите, па еве сега има министер за внатрешни работи од Министер за внатрешни работи има 10 години. Министер за внатрешни работи може кривична пријава или прекршочна, каква е санкцијата, не знам. Политичка одговорност овде треба. Значи нема политичка одговорност во тоа. Ако нешто е законски, ако е нешто законски обврзан, Марко Зврлевски ако не го направил, треба да биде санкциониран за тоа. Јас не го следам неговото работење толку промптно, но знам дека сум го видел во собрание.
Вие тврдите дека не можам да тврдам дали бил или не бил, али ако не го правел тоа, При треба да поднесување на одговара. годишен извештај не бил Марко Зврлевски во собрание, колку што ми е на мене позната. Тоа е едната работа. Обврската за јавниот обвинител Марко Зврлевски за специјалната јавна обвинителка да поднесат извештај годишен, А и сега еве го гледаме Марко Зврлевски дека е во за собранието. своето работење е ист. Причината зашто Катица Јанева минатиот пат не беше лично да поднесе извештај е бидејќи во законската одредба не е наведено дека лично треба да се биде присутен. Овој пат отиде на барање на пратениците. Зошто пратениците за прв пат бараат јавниот обвинител, без разлика дали специјален или обичен, да биде лично присутен при бранењето на извештај токму од Катица Јанева? Затоа што Тоа е едната работа. цела јавност 2 година дена ја гледаме Катица Јанева, гледаме спас во Катица Јанева да го разреши политичкиот проблем поради кој што страда државата Република Македонија, економски, политички, социјално, секако има проблеми и Катица Јанева е таа Александар III Македонски кој што треба со незиниот мач да го пресече Гордеевиот јазов. Поточно, кај мене лично, она што го говорев, што треба да одговори, број 1 прашање, кој прислушнувал, дали Мијалков, дали Верушевски, пошто имаме две страни, и да ги тргне сомневањата дека се виновни не мал број на функционери кои што сега имаме две страни. го имаат као тако, а она го влеше се имаме до две тоа. страни за тоа кој прислушкувал е нашиот национален правен систем. Да ве потсетам дека Европската комисија преку извештајот на Приве, дека Федералното бюро за истраги и дека реномирана германска агенција за аудио вештачење веќе се изјасни официјално дека разговорите не се ни лепени, сечени и монтирани и дека единствен субјект кој што има капацитет и опрема да прислушкува разговори со таков квалитет се домашните безбедносни служби. Причината зошто се уште чекаме на суд да се докаже кој тоа прислушкувал е дека не само осудењето за пуч, туку и сите можни други процеси кои што се обидува да ги започне или ги започнува Катица Јанова се подложени на безброј притисоци, обструкции и одложувања. Со гафот, со аболициите, ние изгубивме безмалку 2 месеци период кога специјалното јавно обвинителство можеше да работи. Но Сега ќе бевме 2 месеци понапред. Никола Груевски немаше да се појави на судење пред 2 месеци, а не сега. Има изјави од специјалното јавно обвинителство. Јас ако не смета да одговорам, има изјави, јас се сеќавам дека специјалното јавно обвинителство, обвинителки, одреден број, изјавува дека специјалното јавно обвинителство и без разлика на аболицијата дека работи, дека не се стопирани. Али од друга страна се сеќавам дека Катица Јанева најави дека ќе има некоја одредена пауза ради приватни активности, свадба на ќерка, и не знам што наведе нешто друго. Али во тие пошто постојано сега во оваа недела дена ги слушам аболицијата. Има изјави на официјални обвинителки кои што изјавуваат дека специјалното јавно обвинителство и без разлика на таа аболиција си ги тера случаите. Добро, да не се претвори ова у триаголник Чомовски, Да. А дамата прва требаше да. Пандов и Богоевски. Ирена Цветковиќ, минатата емисија ги цитирав Ванковска и Каракамишева со нивните Facebook статуси и критики на адреса на Јанева. Каракамишева нема Facebook Има профил. реакција. И ја прочитав. Можем и да ве најдем. Од некој портал, ама не од Facebook Добро, профил. нека е од штом ги знаете деталите, значи Аз сте знам дека упатени. нема Facebook профил. Вие напишете фијаско човече фијаско. Како резултат и на реакцијата на Јанева за незиното интервју и реакцијата на реакциите за интервјуто. При што апсолутно зборувате со голема доза на револт дека Јанева е исправена пред реално политички линч. Дали мислите дека е тоа состојба на духот што ги иритира луѓето или сламка за спас за кој многумина очекуваат дека Јанева би требало да ја преобрази Македонија или како што Панде веројатно од Аминта 3 доаѓа со идејата дека таа е третиот Александар историчар сум јас. Значи, видете, може тука да нагаѓаме зашто на сите нас зашто ние сметаме Катица Јанева и што гледаме во неа. Меѓутоа, едно нешто не можеме да порекнеме, а тоа е дека специјалното јавно обвинителство во моментот ужива најголема доверба, најголема поддршка кај граѓаните во Република Македонија. Јас ова не го измислувам. Ова се резултати од истражувања. Значи јас не доаѓам од Аминта трети, не доаѓам од мојот круг со кој што
се жртвуваме во сопствениот спектакл, Институтот за демократија покажа дека Институтот за демократија, кој што го формираше нашиот председател Ѓорѓе Иванов, покажа дека специјалното јавно обвинителство е оценето највисоко во однос на сите правосудни органи. 3,33. Под него е Уставниот суд, па се извинувам, каде на друго место. Кој ги оценува СЈО? За Катица Јанева специјалното јавно обвинителство дека е најпочитувано. Да, повелете, консултирате истражувања кога говорите за тези перцепции. Друго, ИРИ исто така институтот. 63% доверба. Јас имам гледано таа анкета дека најниска доверба, не Заев има само пониска доверба. Не сте гледали анкетата, најголема доверба од сите институции ужива, не грешка сте, или грешите или лажете, ама не е така. Сум ја гледал, мене тоа ми е работа. Добро, господинот Чомовски може да ги покаже и јас не би сакал да кажам дека предполагам дека читате освен што разговарате на и мислам дека ако сте читале, значи ова се податоците може да ги проверите што му заврши, а може уште има најголем не Зврлевски има, нормално дека има. Добро, и за среќа конечно имаме, и тоа мене ми е многу важно, институција, државна институција. Еве, вие сте од ГДОМ, вие ги браните институциите. Ова е противуставна. Имате државна институција која што ја изгласале сите пратеници во собрание. Државна институција која што за прв пат во Република Македонија ужива толкова поддршка кај граѓаните. И замислете, избраните пратеници кои што ние сме ги избрале, ние им ги даваме платата, сите до еден. Се дрзнуваат да се играат, да поставуваат да навредуваат, поставуваат прашања. Извинете, јас ја пратев собраниската седница, ете имав слободно време. Дали ја пратевте вие? Делумно. Па јас, Чомовски кажа разочарана, јас бев фрапирана. Јас го знам нивото на пратениците во собранието. За жал сум го почувствувала и на своја кожа. Меѓутоа, да имате вие 1 час прашање, од кој што половина и час и пол, кој што половина се однесува на тоа дали Катица Јанева требала да има мисија во СЈО, мисија, нешто што го има секоја државна институција. Пратеник не знае. Што дали има? Мисија, визија и мисија се работи кои што ги има Добре, секој. предполагам дека бидејќи не се знае, немаше прашање за пратеникот извештајот. Авировиќ од Социјалистичката партија, кој инаку е добар клон на владеечката партија, нели? Во саат и пол време врши директен атак на Катица Јанева со серија на прашања и констатации, пошто специјалниот јавен обвинител, не спорам јас за легитимно, излегува и вели дека ова е мобинг и од тука ја изведов тезата дека се работи за атак врз неа. Конечно, СЈО има две обвиненија, кои што едно вклучува бивш премиер. СЈО има отворено 4 истраги. Има 38 предистражни постапки, има 60 осомничени лица и за нив обезбедено 300 сведоци. Цетко, че И виделе доаѓа некој да каже на специјалното јавно обвинителство. не сум на платен список на државна институција. Ниту што сум се била собрали. ни еден ден. Ова е првата институција во која што јас имам доверба, првата институција во која што македонскиот народ има доверба и спремете се да ја браним. Која финансира таа институција вие во која што работите? Ние, граѓаните. Во која што ти работиш. Во која што јас работам. Да. Пошто не сте во државна институција, во таа институција Вие кај што каде работите, господине Пандев? Не работам сум јас. Имам пасивни приходи кои што Многу убаво, ретко среќавам неработен човек со тие затоа сум така приходи. независен. Повелете дојдете во мојот дом и видете го мојот автомобил од 1999 па ќе разговараме за моите приходи. Вашата институција која финансира? Не работам во институција, господине Пандев. Ете било каде кај што работите, која финансира? Во невладина Има финансова полиција која што влага секоја година. Не говориме, знаете ли за Не можете да ме делегитимирате така. Не ве делегитимирам. Вие живеете од нашите пари, вие сте невработени хациенди. Јас сум прилично сигурен дека да говорите зборувате за што имам јас. Јас имам Проверете пасивни на паркингот приходи. е моето возило. Јас имам пасивни приходи и тоа си е 1999. крајно легитимно. И јас како таков имам независност и мене не може да ме Немате платат. независност, господине Пандов, вие го немате говорите независност, за вие сте државни. живееле од мои пари, вие сте биле пратеник, немате независност. 4 години сум пратеник, ама тоа 4 години. Јас Пандов го познавам долго и мотори возеше кога ние не возевме ни автомобили, но тоа е вака ампасане. Сега ви предлагам Добро, секоја чест. да разјасниме една работа, бидејќи се уште не знаеме кој е ставот на ВМРО. Дали По кое прашање се по извини? прашањето на специјалното јавно обвинителство. Добре. Дали Никола Груевски, како премиер, после низината номинација и избор,
кажа дека има целосна поддршка дека е квалитет, или откако тоа го објави во топ тема во вторникот, као дел на нашата архива, следниот ден следуваше изјава демант на Никола Груевски. Предлагам да ги чуеме двете за да почнеме да коментираме. Сакав да го изразам моето задоволство од изборот на специјален обвинител, како и од постигнатиот договор за законот за специјален обвинител. Исто така би сакал да кажам дека личноста која што беше избрана, според информациите кои што ги добив, се работи за личност која што е висок професионалец, која што има меѓународни обуки во Америка, во Италија и во други држави, и која што според незиното CV, според она што досега го постигнала како незино искуство, укажува дека ќе стане збор за личност која што е професионална, искусна, образована, стабилна и која што ќе може да се носи со оваа работа. Она што исто така сакам да го нагласам е дека оваа личност ќе има целосната поддршка од наша страна во смисла на обезбедување на сите потребни услови за работа, затоа што сакаме на најтранспарентен начин, на најефикасен начин да може да се обавува својата работа и да ја заврши целата ова процедура, целата ова работа која што е предвидена со новиот закон. Далеку од нашите очекувања во однос на професионалноста, непристрасноста и во однос на објективноста. Па да предполагам дека го очекувате мојата провокација. На кого да му веруваме? На премиерот Груевски со таквата епитетска поддршка за Јанева, обучена во странство и така натаму, или на лидерот на ВМРО ДПМН, по чија се уште команда се претеничките експозитури на ВМРО ДПМН и коалицијата? Господине Чомовски, ако ги вратите, пошто јас во тој период исто активен бев како политички аналитичар или експерт или како сакате наречете ме, имам давано изјави во кои што ги поздравувам изборот на господјата Катица Јанева и на формирањето на специјалното јавно обвинителство, и да повторам. Значи, она број 1 кој што и претходно го говорев, најголемата моја забелешка кон Катица Јанева е незината пасивност. Значи, од мина година дена, она главно прашање кое што се постави и кое што секаде во било која земја кој ќе протечат такви разговори се поставува, е тоа од каде доаѓаат тие разговори, кој ги направил тие разговори. Богоевски, што ви кажа негова констатација? Не се согласувате со негова констатација? Тоа е на господин Богоевски. Мојата констатација е дека сведокот кој што го има потврдено тоа и има 3-годишна договорна казна, кој што директно учествувал во правење на тие разговори, е дека по наредба на второ обвинет, како веќе се нарекуваше, и Зоран Верушевски, за материјални средства ги има правено тие разговори. Да преземам таа теза за исправно. Тоа во таква ситуација, вие сте господине Чомовски, исто така ги имате и годините, и стажот, и активен новинарски, и 2001 година сте биле. Зошто се уништени? Јас би сакал да... Кој 2001 година истите тие луѓе ги имаа направено тие разговори и истите тие луѓе ја направија политичката криза која што за несреќа наша 2001 ескалираше и со воен конфликт. Вие ги знаете нешто така како биле. Јас мислам дека беа аболирани доста Димовска. Она што сега го прави, сега што го прави Катица Јанева, или еве сега броја обвиненија вакви, обвиненија онакви. Значи обвинението према Груевски кое што е за давање на наредба за кршење на ограда во општина Центар и за дали се искршени 2-3 прозора, што би сега во присуство на Павле Богоевски и Ирена Цветковиќ, кои што најотворено велат, ние сме едни од перијаниците на шарената револуција, истите луѓе кои што дали учествувале или не учествувале, синоќа го атакувале мојот и твојот основен суд еден Скопје. И тоа вас не ви смета, и за тоа е така. Е тоа е она кое што го одработила господјата Јанева за година дена. Богоевски? Јас неколку работи почнавте тука. Првата работа која што ја спомнавте за спомнувањето на СДСМ во разговорите.
Прво, не верувам дека има разговори кои што Заев на почеток тврдел дека ги има, а кои што не ги предал во специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа, тоа е моје мислење, не мора да е точно. Еве да речеме дека колку разговори, знаете ли? Момент само ако може. Еве да речеме хипотетички дека вашата разговори има констатација е специјалното јавно обвинителство. Да речеме хипотетички дека тврдеше дека милион разговори има, милиони 50, 40, 60 илјади. Катица Јанева тврдеше 500 и нешто, 540 сега на крај. Кај се останатите 500.000 разговори? Тоа почнав да го зборувам. Хипотетички да речеме дека вашата претпоставка е точна. Дека Зоран Заев крие дел од разговорите, што повторувам, е мислење со кое што јас не се согласувам. Откако искочија извештајот на Приве, кој што вели дека безбедносните служби се тие кои што го вршеле снимањето. Откако беше формирано специјалното јавно обвинителство, чија законска надлежност, извинам, чија законска надлежност имаме сведок кој што лежеше обврска на судот е да бари и други докази освен признание или изјава на сведок. На што друго се подпира? Не, нема, господине Пандов. Се подпира писмото на господинот Заев на Верушевски исклучиво на изјавата на сведокот, чиј што адвокат припаѓа во фирма која што ги брани големците од ВМРО ДПМН. Втора работа, да се вратиме на предметната дискусија на разговорите и зошто и дали СДСМ ги нема во нив. Дури да речеме дека е точно, дека Зоран Заев не ги предал разговорите. Специјалното јавно обвинителство е единствена институција во историја на Република Македонија која што има овластување да постапува по нелегално снимени разговори. Тоа значи дека и УБК во оваа ситуација има законско право и можност, но и обврска да ги предаде остатокот од тие 500.000 разговори кои што вие ги велите, што е бројка со која што јас не се согласувам, да ги даде на раце на Катица Јанева и она да мора да постапува. И јас ви гарантирам дека шарената револуција и тогаш ќе ја поддржува Катица Јанева. Доколку отвори исто постапки против Зоран Заев или против било кој други. Тоа е едната работа. Втората работа, што ги споредивте протестите на општина Центар со протестите на шарената револуција. Пред оваа емисија одеа вестите на телевизија Телма и там имаше прилози и за протестите на општина Центар, но и за протестите на шарена револуција. Направете само споредба помеѓу двата протести. По Курир, по Република, по Сител, по Канал 5, цело време одат снимките од првите 2 дена од протести кои што траја повеќе од 60. Се согласувам дека првите 2 дена имаше кршење, имаше и повредени полицајци. Меѓутоа, од кога почна шарена револуција, од кога почна боењето, скршени се 3 прозори на Министерство на правда, не е повреден ниту еден полицајец и немало ниту еден населен случај. Заради балансираност ќе ми дадете мене збор. Апсолутно, само да чуеме и што Ирена што мисли на па сега во таква ситуација ја треба дупло време да ми давате мене. Не, тоа не е балансираност, ама мора да одговорам сега ги поставам. Мене ми се обраќа балансираност. Во ред, ама мене ми се обраќа сега господин Богоевски. Стандардни новинарски правила не може да важат за дебата во која секој има став. Ама морам да одговорам. Ама не може да ви давам 2/3 од не велам 2/3. Поверете, одговорете. Да. Господине Богоевски, вие тогаш велите дека не му верувате на господинот Заев. Господинот Заев тврдеше, јас нити знам колку имало, нити било кој, предпоставувам од нас тука присутните, знаел точно колку разговори. Но господинот Заев тврдеше дека има милион разговори. 500.000 разговори. Ниту еден единствен разговор не слушнавме од страна на опозицијата. Ниту еден новинар од опозицијата не слушнавме. Дополнително што сега и Катица Јанева потврдува дека не постојат такви разговори во кои што е преслушнувана опозицијата и од таму она да извлече сомнение па да почне да прави истраги на основ на тие разговори. Тоа укажува дека има селективност. Има втора работа. Само уште 30 секунди, те молам. Добро. Значи имавме 70.000 разговори кои што биле тргувани на чаушот и сега овој викенд јас немам слушнато, но ми тврдат луѓе дека излегуваат разговори за одреден број на функционери, односно за еден функционер на ДУИ. И за тоа Катица Јанева не реагира. Сега има и министер за внатрешни работи и специјално јавно обвинителство. И понатака излегуваат разговори кои што се крајно непријатни. И тоа сите тука го знаеме дека е така. Се согласувам со негативната етничка димензија на се уште излегување на разговори. Тоа е првата работа. Втората работа, воопшто не им пречи дело што Заев од пресконференција објави своји разговори само за да покаже дека бил следен. Напротив, поентата на објавувањето на тие разговори беше да се прикаже потребата од постоење на институција како што е специјалното јавно обвинителство, која што ја имаме. Повторно не се согласувам со вас. Прво, Катица Јанева не рече дека нема разговори од Заев, туку рече дека нема разговори на кои има индиции за криминал
сторен од страна на функционери на Тоа после ја СДСМ. коригира, првично рече дека не средно. Секунда. Меѓутоа, дури и Катица Јанева да лаже, дури и Заев да лаже, што не верувам, ова е единствената шанса УБК да ги предаде незаконски снимените разговори и тие да имаат тежина на индиција во судските постапки. Иста да ги тежина предаде? која што ви Кои УБК разговори да ги Тие предаде? кои што ги Кои што ги снимале, снимале. господине Пантов, кој А може сега да ги има предаде? УБК, од каде ви е тоа дека УБК од Европска комисија, од дека- FBI и од Управата независната за државна грчанска безбедност дека агенција. поседува преслушнувани Не разговори. верувам Кој дека може поседува, да мислам дека ги поседува уништиле Има за да министар скријат за докази, внатрешни ама работи да, таму, ги зашто изготвија. не ги одземат, Има зашто не ги министар за предадат? внатрешни работи на Зашто кој што специјалната владата ги јавна обвинителска- кастрираше овластувањата пред да дојде на власт. Зашто? Има За да- министар за внатрешни работи на кој што му поставија контраж за заменик министар, чија што единствена функција е била да го блокира. Господине Богоевски, ако Повеле. постојат таму разговори, таму постојат на некои криминалци кои што со судски налог и тоа е работа на таа управа за државна безбедност, односно таму на одредена дирекција, тоа да го прави. Ако има дека такви работа е врз разговори, судски тие се налог, тие. ама еве правеле и без судски Но налог. јас ова прв пат, искрено јас не сум слушнал, дека сега тие 500.000 разговори останале во управа за државна безбедност и тие заедно ги дават Не на велам- Катица не велам Јанева. дека Јас ова останале. како информација прв пат искрено ја слушам, не. Добро, почитувани гледачи, жестината на дебатата мислам дека нема да престане ни по првиот блок реклами, а потоа се враќаме со Пандов, Богоевски и Цветковиќ на паралелата што би можело да се очекува од Јанева, зошто молчи Зврлевски, дали е возможно да биде блокирана Јанева пред можноста да процесира и нови кривични дела поврзани од пакетот на прислушувањето. Стартува шарената револуција откако актерите хедонистички одморија, ке имали правда и мир. Зошто власта атакува врз специјалната обвинителка? Како ВМРО-вските пратеници покажуваат слабост во пресметката сите против Јанева? Дали се смееме на кловнови или живееме во циркус? Пишуваат твитерџии. Таа страда поради својот граѓански активизам, осветништво и состојба на духот. Тоа што мене ми се случи со прекомандата, успеа да заплаши добар дел од нашите вработени. Ќе ја цитирам уште еднаш мојата вечерашна гостинка, колку за провокација е на релациите Јанева-Зврлевски. А да му кажевте на Зврле како треба да се однесува како јавен обвинител. Замислете како медиуми навреме да го подсетувате кои се неговите обврски да барате одговори. Може би тогаш немаше да ги слушаме Јанкуловска и Ставревски, како за јавниот обвинител Зврлевски зборуваат за Марко, кој им јаде од рака, не баре домашно милениче. Мислите ли дека девалвацијата на една функција е предуслов за афирмација на другото обвинителство или паралелата се прави и едното и другото не чинат? Она што со сигурност го знам е дека доколку основното јавно обвинителство, правосудниот систем и правната држава функционираа во Република Македонија, ние немаше да имаме ниту бомби, ниту потреба од формирање на специјално јавно обвинителство, немаше да се вознемирува ни господинот Пандев, ни тие таму стои нешто пратеници. И овие шарена револуција. И немаше веројатно да имаме ниту шарена револуција. Но тоа не е така. И тоа не е така 10 години. И тоа не е така е нотирано во различни извештаи. Например, во извештајот за напредок, замислите, имаме извештај за напредок, кој што вели дека правосудниот систем во Македонија назадува, како му било на оно што го пишува. Вели дека, пази се, ова е дипломатски јазик, веројатно ние поинаку би ја опишале состојбата. Дека имаме реално и потенцијално политичко мешање во работата на судството. Се даваат препораки дека земјата мора да обезбеди подршка и ресурси за специјалното јавно обвинителство, се употребуваат зборови како за банана држава, дека имаме селективна правда, политичко мешање во високопрофилни чувствителни судски случаи. Дури се оди дотаму и извештајот на Прибе и ЕУ Прогрес репортот нотира дека распределбата на предмети која што во судови мора да иде по случаен избор по електронски пат, за тоа и се донесе софтвер во 2009, ако не се лажам. Не, тоа така не е. И за тоа има сериозни индиции. Работата оди дотаму што обичниот човек повеќе ќе верува на лотарија со фискални во рака, награди без мака, отколку како се распределуваат
важните, така наречени политички случаи во нашите судови. Тоа значи дека Оваа власт ја верувате девалвираш во правната прислушуваните држава. разговори во кои меѓу Мијалков и некој од судијките дека е тоа веродостоен. Јас И можам да веруваме на верувам или Европската не, комисија. но верувам Во извештајот за напредок од 2015 година, значи целата поинта на демократиите е системот на checks and balances, односно на контрола и надзор, дека на ниту еден субјект во системот не му се верува на зборот. Судот вика ние имаме случаен избор и сите му викаме браво судот, ти имаш случаен избор. Кај нас судскиот совет е тој кој што би требало да го проверува спроведувањето на електронскиот систем за случаен избор. Европската комисија во истиот извештај за напредок, ако не се лажем, од 2015 прецизно наведува дека судскиот совет не го прави тоа. Односно не ја контролира случајната распределба на Мислите случаи. дека не е случајно Не мислам дека воопшто не е случај. дека доделувањето на двата предмети од СЈО на двете, да речем условно, обвинети, осомничени или дискредитирани јавно судијки е врз основа на лотарија, на електронско избирање или? Тоа треба да биде така. Работата е што овие судови и онака како што тие функционираат последните десетина години, не даваат на нас, граѓаните, да им веруваме. На крајот на краиштата, дури да ние имаме погрешни перцепции, извештајот на Прибег, кој што меѓу другото се базира на разговори со луѓе во тие институции, многу мал дел е од разговори, информации од граѓанското општество, докази приберени од самите институции, кажува дека ние имаме дека нашиот правосуден систем има системска аномалија, системска грешка. И врз што ќе го темелиме нашата доварба во институциите? Ако сето ова беше во ред, немаше да имаме потреба од специјално јавно обвинителство? И тогаш господинов Зврлевски, Јанкуловска или кој да е министер, ќе имаше страв да спомне име на јавен обвинител, а не да го именува Марко ќе ни среди работа, Марче Сега да го чека. демантирам Богоевски дека Зврлевски и обвинителството немаат извештај. Добро. Од сајтот на јавното обвинителство е симнат извештајот за 2015 година. Но тоа што е раритет на одреден начин е фактот дека, освен што се жали Зврлевски дека нема доволен број на обвинители, е дека се набавени персонални компјутери, но се уште постојат обвинители кои се уште не знаат да баратаат со информатичките системи. Искам само да потпрашам за Господине финансиското Чомовски, работење извештај. Извештај за финансиското Не, работење. извештај за работата на Министерството за... Само еден момент. Да. Уште само ова да кажам, што ми е индикација за следната паралела. А тоа е дека во периодот 2010-2014 не е извршена исплата на доместок по основ на дежурства поради необезбедени средства со буџетот на јавното обвинителство за наведениот период. Тоа значи дека оваа власт на јавното обвинителство не му ги исплатила платите, односно не ги исплатила дополнителните приходи кои редовно им следуваат на обвинителите. Но, внимавајте, врз основа на тужбено барање на еден од тужителите кој бил оштетен, судот конечно пресудил да му се исплатат 6.000 евра, околу 355.000 денари. Значи, се надевам дека со ист жар ќе се бара финансиската дубиоза и на одреден начин маргинализирањето финансиско на јавното обвинителство од страна на власта, како што сега покажуваат пратениците интерес за тоа каде ги троши 4 милиона специјалната обвинителка. Прво, 30 секунди ќе се задржам на претходната... Еве 35. Еве 35, ти благодарам. Се држи на тоа 10 години правосудниот систем. Кои 10 години? 97 година, 600-700 суди и обвинители, без телевизија, без опозиција, без ништо, чисто по партиски клjuč беа имплантирани во правосудниот систем. И тие денеска се активни суди и обвинители. Значи, за какво партиско ние говориме? Во овие 10 години, ако се направени исчекори во тој правосуден систем, јас немам никаква намера да го бранам нити судството, нити обвинителството, но направени се крупни чекори напред. Тоа било science fiction, тоа било научна фантастика пред
повеќе од 10 години, ете така компјутерски да се одредува кој судија ќе биде или не. Извинете, само реков десетина години. Околу тоа 10 години, 2 пати. Внимателно слушам. А има и втора работа, велите, да сме биле ние демократска држава, немало да истекле разговори, немало да има. Па и во Америка, Хилари Клинтон, мејловите излегле. На United States of America, на најдемократската земја во светот, на најдобриот параметри Америка најдемократска земја на светот. По кои параметри Америка најдемократска? Меркел, канцелар на Германија, па ако некој има држава, ако има некој систем, ако некој има ред и поредок, тоа е Германија во Европа. Таму била прислушнувана, од која служба не знам, но прислушнувана била канцеларката Меркел. Значи, има демократија, има правосуден систем. Тоа се трендови, ради сега електронските уреди какви се, такви се, и предпоставам дека нити сме исклучок во моментов ние, нити ќе бидеме исклучок во иднина. Се случувало и се почесто верувам дека ќе се случуваат такви работи, човек треба да биде крајно внимателен кога го користи телефонскиот апарат. Иначе прашањето беше дали пратениците ќе бидат толку агилни околу тоа пак. Господинот Шумовски, ајде со нив двајца. Марко Зврлевски ВМРО-вец. Значи, се можам да тврдам. Ама некој да тврди дека Марко Зврлевски бил ВМРО-вец, тоа е не е нонсенс, тоа е надвор од умот. И вие тоа добро го знаете дека е така и дека тој Марко Зврлевски, јас сега овие година-две го видов. И ја гледам сега Катица Јанева еве позади вас. Значи, ако сакам некој да ми биде мене обвинител, јас би сакал јас да имам некое дело, Катица Јанева би сакал. Марко Зврлевски кога го гледате со покер лик онаков, не сакам он да ми биде мене обвинител или оној на Совет на јавни обвинители. Тоа се ликови кои што реално личат на обвинители и као обвинители се однесуваат. Господјата, јас и тука ќе застанам околу нејзината оценка вака или онака, јас говорам околу она што испорачала до сега, но на се личи, ама па готово на специјален, значи на обвинител над обвинителите, затоа што Марко Зврлевски не чинел, Катица Јанева чинела, ти си кузите вака двајцата кои ги видите на секој еден граѓанин. Колку и да сака, колку и да навивал за таа Катица Јанева, не може да биде. Кој би било вака ан генерал. Зошто толкав интерес, толкава енергија во пратеничкиот состав се насочи кон само 2 обвинителни акти од Јанева и незиниот извештај, со комплетна лична и функционална дискредитација, меѓутоа нема таков интерес за обемот на работата на јавното обвинителство и на Зврлевски, кој, например, процесуира или не процесуира илјадници дела против општиот криминал и така натаму. Можете одговор? Може. И одговорот на тоа лежи во веројатно во суштината на случаите кои што ги работи Катица Јанева. Дали сте чуле да се согласиме околу нешто? Дали сте чуле господинот Зврлевски да креира обвинение за кој да било висок функционер од партиите на власт? И од опозиција? Да. И од Се опозиција? извинувам, креираше против високите функционери од опозицијата, тоа се вика случајот Пуч. Додека истовремено со месеци не ни мрдна. Кои се тие високи функционери? Зоран Не, Заев, всушност, не ова што Заев. истовремено со месеци не мрдна ни со малиот прст по индициите за стотици, ако не и илјадници други кривични дела кои што беа содржани само во објавените, а не пак во необјавените разговори од бомбите. Што всушност ме води кон друга работа. Ги спомнавте Хилари Клинтон и Ангела Меркел. Две работи. Дали Хилари Клинтон ја негираше содржината на мејловите? Дали Ангела Меркел ја негираше содржината на приватните информации кои што протекоа? Знаете ли како не, се изоднесува пардон, се извинувам. таму? Прифатија медиумите одговорност таму? како функционери. Кај нас се случи сосема различното. И поради тоа мислам дека немаме никакво место за споредба на Македонија со држави како Соединетите американски држави или со држави како Германија. Единствената заедничка карактеристика е дека да, технологијата е развиена на секаде во светот. Некаде е полесно, некаде е потешко. Но таму немавме можност Втора да работа ги која видиме што ја ние спомнавте, тие дека разговори. Катица Јанева на се личи, освен обвинител не личи, и дека би сакале Марко Зврлевски да ви обвинат. Не би сакал. Не би сакал. Ја би сакал обратно да биде, ако не дај Боже некој ќе имам
Катица, јас лично би сакал Катица да не биде обвинителка, но од сосема различни причини. Таму барем претпоставувам дека ќе добијам фер постапка, додека овде сум сигурен дека ако не се поврзам со вистинските луѓе, нема да имам фер постапка, ама добро, тоа е моје мислење. Да се сведеме на наредното. Крајно време е да престанеме носителите на јавни функции и на голема одговорност во државата да ги судиме по тоа како личат. Ајде да ги судиме по тоа како работат. Зврлевски не мрдна со прст, после месеци и месеци, после тие објавени разговори. Во секоја нормална држава, системот треба да се стресе од тема. Не мрдна, немаше ни не си во право, па како не мрдна? Ама господине Пандов, господинот Зврлевски ја вработил Катица Јанева. Со двајцата тешко ќе има какофонија и нема исто да биде вработена за гледачите, нема да има ефект. Таа е од јавното обвинителство. Сосема на кратко, Шомовски. Значи, како прво... 40 секунди. Ете, 40 се задржам за Се шегувам, стоперка. Да. Знаете во што е разликата кај Хилари и кај Ангела Меркел? Што таму луѓето кои што ги извадија тие разговори во глувчески дупки се. Едниот е во еквадорска амбасада во Лондон, Асанж, Сноуден е во Русија, каде веќе да се наоѓа, а оној Менинг од Авганистан, војникот, 35 години него го фатија, 35 години затвор доби, промени пол во затворот и обиди има неколку за самоубиство. Така читав пред некое време, пишуваше неговиот адвокат дека неколку обиди за самоубиство во најдемократската држава на светот. Така се однесува демократските држави. Прво што прават, ги гонат луѓето кои што ги направиле тие. Кај нас сосема обратна ситуација имаме и токму Марко Зврлевски го повлече тој случај пуч, но за разлика од Катица Јанева во која што на првата пресконференција злосторничко здружување, мислам дека извршниот комитет го нарече на владеачката партија, овде никој не рече нити дека е злосторничко здружување СДСМ, нити дека председателството, не, туку дека нивниот председател учествувал и инфлангранти беше фатен, го видовме на снимка во која што го рекетира во тоа време премиерот на државата. Тоа секаде во светот се санкционира веднаш. Дали може тоа е она кое што е огромна разлика. Господјата Јанева сега со крајно неважни случаеви се со рекла казала се занимава и конечно еве и околу тоа нека го прави, но тоа треба да го направи многу побрзо затоа што тие луѓе имаат фамилии, а сега неправилно за мене, за вас вели претпоставувам дека сосема правилно се обвинети и тие луѓе трпат ради тоа што сега во јавноста Катица Јанева не ги решава дали се виновни или не се виновни. Јас се уверувам, јас лично сум имал можност со дел од нив да разговарам, сите тие искрено го говорам ово и ви го тврдам, час поскоро сакаат да завршат тие, да ако имаат обвиненија, да се поднесат тие обвиненија и да се судски процесуираат, да завршат и да знае народот, јавноста, нивните фамилии конечно, дали се тие луѓе виновни или не. Ова сега што го прави Катица Јанева со пролонгирање на тие случаеви, јас искрено мислам дека го прави намерно, токму заради тоа, за да струи во јавноста дека тие луѓе имаат некаков криминал направи. Две работи сакам да опфатам. Прво, Хилари Клинтон што рековте ситуацијата, кај што лежат во затвор луѓето, не лежат во затвор за самото објавување на информации кои што не лежат во затвор за објавување на информации кои што содржат криминал, лежат во затвор за објавување на класифицирани информации. Во нито една од бомбите, секунда само, во нито една од бомбите немаше класифицирани информации. Освен секунда, ако може, освен во делот за разговорите за војните делови во Израел, што не е класифицирана информација, туку е само близко до границата. Спаѓа во сферата на јавниот интерес. Ситуацијата е сосема различна. Втората работа со потребата од побрзо ефектуирање на случаите. Целосно се согласувам со вас, господине Пандов. И јас исто така сакам случаите да бидат што е можно поскоро ефектуирани. Но причината ја барате на погрешно место. Следниот пат кога ќе разговарате со луѓето кои што се предмет на истрагите, наместо да дигнеме рамена и да сочувствуваме со нив, предложете им да престанат да ја обструираат работата на специјалната јавна обвинителка. Таа бара да се отстранат пречките од нејзината работа не од сега,
Бара скоро откако постои едното обвинителство. Кој си бараше цел тим, и беше одобрено половина. И тројцата на крајот од денот. Ако може да довршам само. Ама само ова. Си бараше цел тим и беше одобрено половина. Кои се бречките сега? Кои се бречките господјата Јанева, само да го поставам прашањето ве молам. Кои се бречките? Јас пошто знам дека се што беше побарано, поготово околу специјалното јавно обвинителство, заради тоа што и гарантите на тие пржински 1, 2, 3 се стојат сврсто позади тоа специјално јавно обвинителство, сите услови беа исполнети за специјално се недоволна кадровска опременост, пречките се недоволна кадровска опременост, поставување на двојни аршини, секунда ако може, поставување на двојни аршини во практиката од страна на судовите и недоволна институционална поддршка од страна на Собранието на Република Македонија во поглед на потребната правна рамка. Тоа се вика Закон за заштита на сведоци и Закон за заштита на свиркачи. Нашите закони се далеку под стандардите и уште повеќе далеку под потребите за ефективно борење и гонење на организиран криминалитет. Односно, фактот дека најголемиот дел од осомничените се носители на јавни функции, добар дел од нив припаѓаат во безбедносните структури, не може на тие субјекти кои што се под истрага да им се верува дека ќе го чуваат тајноста на идентитетот на сведоците кои што сведочат против нив. И поради тоа се потребни законските измени кои што Катица Јанева со месеци ги бара. Ако сакаме побрзо, можеби аболицијата не требаше да биде донесена и 2 месеци да се изгубат од нејзината работа. Двојните аршини. Го почна на разговорот Ирена и ќе оставам за статистиката на притворите да се доискаже она. Ќе го фатам јас делот на враќањето на првото обвинение за уништувањето на документацијата поврзана со опремата за прислушувањето. Судот го врати обвинението под изговор дека Катица Јанева не го обезбедила потребниот документ од Управата за безбедност и контраразузнавање, со кој што се вели дека податоците се декласифицирани за потребите на судската постапка. Пеки Законот за кривична постапка истото го вели. Меѓутоа, кога Катица Јанева ги бараше списите за пуч, тогаш судот рече дека Управата за безбедност и контраразузнавање се уште нема одобрено нивна декласификација. Што значи дека судот цело време постапувал во пуч без да биде обезбеден истиот документ. Тоа е првата работа, а втората работа да не ја забравиме логичката контрадикторност на 7 носители на функции во Управа за безбедност и контраразузнавање, вие да барате од нивната институција да одобри да се користат доказите. Тоа е како од крадецот да барам да ми одобри да се користи видеоснимката на која што е фатен како краде. И е надвор од секаква здраворазумна логичка рамка. За разликата во одобрувањето на притвор, бидејќи Ирена Петачев не би да прекинул. Мислам дека е Господине Пандов, имате леснотија во која што Пандов, извини. Имате леснотија во која што фрлате факти. Просто е лесно да излезете и да кажете на јавноста што прави Јанева една година, ништо не работи. Но ако ја отргнете малку таа леснотија и почнете да говорите со аргументи, кои што ќе ги црпите од бројки, ќе читате извештаи, ќе се повикувате на истражувања, нема да ви биде толку лесно да носите такви симпатични заклучоци. Почнав со притворот, почнав дека не работи година. Па добро, еве, сакав да прашам, дали го прочитавте извештајот на специјалното јавно обвинителство? На 16 страни, еве, не беше голем, затоа и ја критикуваа во собрание. Мислам дека тука лежи проблемот. Да го прочитавте, ќе го знаевте одговорот на овие прашања, немаше да мораме јас и Павле сега да ви одговараме. А вас ви е заморно? Не, воопшто не ми е заморно, но затоа ќе знаете, ќе знаевте и немаше толку лесно да употребувате реченица како има се, а не продуцира ништо. Обструкциите ги кажа Павле. Се што има побарано има Една интересна разлика за да ги осетите двојните аршини е одредувањето притвори. На специјалното јавно обвинителство му е одреден еден домашен притвор укинат пред брзо време. Знаете ли колкав е процентот на одобрување на притвори побарани од страна на основното јавно обвинителство? 99. Тоа е сериозно страшна бројка. Како апсолутен број, не како проценти. Тоа е страшно. Како процент? 99 на 100. Да. Од 2012 до 2014. Да. Ете, ги гледате ли тука? Во бројките лежи 707 се одобрени во период 2012 до 2014. Добро, уште една рунда ЕПП и уште една рунда на соочување. Се разбира, јас нема да влезам во битка трет со вас, зашто кога би имале таква позиција, другачие ќе разговараме. Од моја? И од ваша и од моја. ЕПП.
Уште 5 минути до крај. По 1,5 минута за моите вечерашни соговорници. Дали ќе се укине специјалното обвинителство и кон тоа води и дебатата и немокта, да речам, уставно на СЈО и очекувањата на владеечката елита? Пандов? Не мислам дека ќе се укине. Јас ни во еден момент не сум почувствувал дека било кој од страна на ВМРО има таква тенденција да ја го укине СЈО. Напротив, мислам дека и понатака СЈО ќе си работи непречено. Сега околу тоа дали ќе има седница или ќе нема седница на Уставниот суд, не верувам дека ќе закажат они седница, затоа што во таква ситуација ќе се доведат во крајна непријатна ситуација, да бидат, они ќе треба да го укинат во таква ситуација СЈО, а пак политичките партии повторно, пошто со пржино 3 или веќе како да го наречеме, тоа е, ако нешто е јасно, јасно е дека тие се обврзани и гарантите стојат позади тоа, дека ќе се овозможи понатамошна работа на СЈО, така што мислам дека СЈО ќе си го истера мандатот. Кои се гаранти? Евроамбасадорот, кој да е сега во моментов, и американскиот амбасадор. Богоевски, ваш став? Изненадувачки се согласам со господинот Пандов. Не верувам дека Уставниот суд ќе го укине специјалното јавно обвинителство од истите причини. Домашната поддршка е премногу висока како таа институција и меѓународната поддршка, и било кој субјект кој што ќе се одлучи да го укине специјалното јавно обвинителство, условно кажано ќе си пука во нога. А тоа ќе носи многу голем негативен публицитет на владеачката партија, од проста причина што и во домашната и во странската јавност одлуките на Уставниот суд често се поврзуваат со волјата на владеачката партија. Би сакал да го искористам остатокот од тој минута и пол, да испратам порака само да се донесат потребните законски измени за да може специјалното јавно обвинителство да ја врши својата работа и да се престане со применување на двојни стандарди при исти правни ситуации кога се одлучува од страна на судството. Тој е уште еден доказ дека ужасно ни е потребно специјално деление во кривичниот суд кој што ќе постапува по тие случаи. Таква ситуација, и поради тоа мислам дека СЈО не е неуставно, таква ситуација имаме и со обвинителството и со судот за организиран криминал и за корупција. И тоа не представува паралелно судство. Ако ми рековте порака, ми заличе малце на политичар од типот на опозиционери. Имате политички амбиции, пратенички амбиции? Колку да знам за тоа. Цветковиќ, не ви дававме шанса да почнете, ви давам шанса да завршите. Ако истото прашање, ќе се согласам. Не верувам дека специјалното јавно... Сега што сме на крај. Да. Не верувам дека ќе се укине, но верувам дека ќе се искористат сите начини за да се обструира работата на СЈО. Не верувам ниту дека СЈО ќе реши политичката криза и ќе ги стави сите криминалци во затвор за 1 година, иако се надевам дека тоа ќе се случи. Имаме заробена држава, за која што расчистување не само на кризата, туку и расчистување за сите овие криминални и коруптивни врски, кои што се на ниво веќе на преплет црева во Македонија, ќе треба време. Верувам дека ќе биде мачно за секој, и овие 2 години политичка криза не истоштија и како народ и како држава, ќе потрае, но имам верба во СЈО. Конечно, овие неколку дена извештајот, дебатите за извештајот на Катица Јанева во собранието ни покажа дека таа е на прав пат. Не може да очекуваме дека луѓе кои поддржуваат криминал ќе се залагаат за правна држава. Она што можам да го кажам е да издржат и да ги уверам дека знаеме дека се на прав пат. Благодарам, тоа беа моите вечерашни гости во топ тема: Александар Пандов, ГДОМ екс-пратеник на ВМРО ДПМН, Павле Богоевски, Шарена... Да? Благодарам за поканата. Да, и Ирена Цветковиќ од Коалицијата за маргинализирани групи и права. Пријатна вечер, утре сте со Боби Христов.